Мигрантите од Хаити кои живеат во Спрингфилд, мал град во сојузната држава Охајо, се на насловните страници на национално ниво, откако бе обвинети дека ги јадат домашните миленици на жителите. Обвинувањето, објавено на социјалните мрежи, засилено од републиканскиот подпредседателски кандидат сенаторот од Охајо J.D. Венс, беше повторено во минатонеделната дебата од страна на поранешниот председател Доналд Трамп, што предизвика бес. Мигрантите од Хаити во Охајо, како Клио, ги негираат наводите. Го видов тоа на интернет. Луѓето кои зборуваат за тоа како луѓето од Хаити се однесуваат лошо. Но дефинитивно нема докази. Како и да е, јас не шетам низ градот. Иако локалните власти потврдија дека нема докази дека мигрантите јадат домашни миленици, гласините потекнаа бројни закани за бомби, принудувајќи до затворање на училиштата и негативно влијае на животите на луѓето од Хаити во Спрингфилд. Кога таквите вести се објавуваат во медиумите, тоа не плаши. Ние само бараме подобар живот. Друг мигрант од Хаити, кој зборуваше за гласот на Америка под услов да остане анонимен од безбедносни причини, вели дека еден луд жител му се заканувал со нож. Добив телефонски повик и излегов надвор со еден пријател. Стоевме и видов камион на еден човек. Него ни допирав, тој излезе ме праша што правиш. Рековме дека само стоиме и не се подпираме на вашиот камион. Момчето застана како да е подготвен да се бори. Неговата сопруга ни рече само да си одиме да се вратиме внатре. Затоа го игнориравме и заминавме. Но на што навистина ме запрепасти дека момчето се сврте и рече вие од Хаити. Потоа ми се закани со нож. Springfield is a dynamic community with many positive Спрингфилд е динамична заедница со многу позитивни атрибути. Разочарувачки е што некои од наративите кои го обкружуваат нашиот град се искривени од дезинформациите кои кружат на социјалните мрежи и дополнително се засилуваат со политичката реторика. Прашањето со мигрантите е комплицирано. Тоа ги надминува наводите за јадење миленичиња. Во Спрингфилд, каде има вкупно 60.000 жители, живеат повеќе од 15.000 мигранти од Хаити. Монтаа е локален жител кој вели дека мигрантите од Хаити им ја земаат работата на американците. Ги земаат работните места. Знаете, за привремена работа во фабриките се бараат 50 луѓе кои би можеле да бидат 50 американци, а наместо тоа тие немаат работа. Луѓето од Хаити ги земаат токму тие 50 места. Тоа се 50 луѓе кои немаат работа. Ернест е представник за услуги на клиентите во Адаса Латин Маркет. Тој вели дека над 70% од неговите клиенти се луѓе од Хаити и дека приливот на мигранти создал одреден конфликт со локалните жители. Ова е мал град. Луѓето во некои области не се толерантни, па можам да видам како би се чувствувале. И тоа е исто така зашто луѓето не ги знаат културните разлики и како да се однесуваат во одредени работи. Еден мигрант, откако пред 3 месеци се преселил од Флорида во Спрингфилд, добивал закани. Сега тој размислува да се спакува и да го напушти градот.